Трите да речници што ја нарекле на една жена, детето да живее и да си мени верата. Таа не сакајќи да си мени верата, го умрела. Чита Александар Станојков. Је се родило на една жена дете и да треќата вечер му дошле на речниците да ја го наречуваат какво да биде дури да живеи. Знаејќи жената оти ќе идат на речниците на треќата вечер, седела и деспала целата доќ, за да и чуе на речниците што ќе му наречуваат на детето. Чекајќи жената туку да блосоиш, еве му и трите наречници и дошли и отвориле тефтерите да пишуваат късметот на детето. Едната рекла: знаете што ќе му наречам јас на ова дете? Кажи да чуеме, де, му рекле двете. Ова дете да умри до вечера. Арно велиш ти, сестро, да умри? Ја рекла втората. А пак јас велам да биде живо дури да порасти ореон што му е во бавчана и кога ќе се здебели да умри. И тоа арно е, рекла треќата. Ама пак јас велам да е живо и кога ќе се стори момче од 20 години да се мени од христијанската вера на многу вери, што да го клаа во вечната мака и после да умри. Така нека биде, сестро, рекле двете. Ти као што велиш, запиши во твојот тефтер така као што велиш. Запишале така и си ошле по работата, а пустата мајка што чула на наречниците, која као што рекла, ја изело змија најпоеќе од третата, што му нарекла на детето да се мени од верата. Ќешće камен да бев родила, си рекла сама со себе. О што родив ова дете што да си мени верата на многу вери. Ќешće сега да беше умрело и да не беше живо да си ја бедеше верата, као што рече првата наречница. Ќешće ореон која ќе порастеше колку врато од него и да умреше и да не живееш, да си ја менеше верата. Ами, сега што да правам јас сирота со него? Ја чекај да викнам 20 еѓупци да и натерам да го пресеча на ореон, да белтим од пресечувањето на ореон ќе умри детето и не ќе биде късмет да биде живо и да се менува од верата на секакви вери. Кандисала да тоа жената и викнала 20 еѓупци, тај го пресекле орео и на часо и умрело детето и наместо да го жала, се изнарадувала и си го стокмила и си викнала попо да го закопала. Ардо аба гробо де го примало детето, ами го изфрлило надвор. Кога виде попа тоа нешто, на големо чудо станал. Удрил пак пеење, богомолие и па го клале во гробчето, арно ама гробчето не го примало и па го изфрлило надвор. Трети пат го клале, па го изфрлило. Као ќе биде оваа работа, Рисјанко? Ја прашал попо. Со детето твое, оти да не го приима гробо, дали со некој голем грев си го родила, дали со правина? Ако знаеш, кажи да се бара некој крај. Да ти кажам, оче свети, што грев сторив и што го изфрла гробо, му рекла. На треќата вечер дојдоа да речниците и едната му да рече да умри до вечерта. Другата да живее и дури да порасти орео што го имам во бавчата колку врато на детето и тога и да умри. Така му да речуваше. А пак третјата му да рече да е живо, ама да си мени од верата на секакви вери и после да умри. И така сите кандиса и така му запишаа. Бидејќи да си менува верата и да ме клаи во вечна, премислив да го пресечам орео и може да умри детево, да не биде живо и да си менува верата. И за вистина едно орео падне и детево умре. Ете, тој грев сум сторила, оче свети. Ти, Рисјанко, неарно си сторила, ами нели знаеш, оти што ќе ни се пиши на треќата вечер, тоа ќе си биде без друго. Што ти требало да преступуваш на реченото од речниците, да ова чудо да патиш сега што никој не го патил? Ами чаре сега, оче, како да му се прави? Чарето спроти мене му е да се клаи онде под мосто, да го поминат секакви вери и после ќе го приима земјата, чунќе ќе му помини о што му дарекле на речниците. Го клале под мосто и врвејти луѓе од секакви вери го поминале и го закопале, тога и го приимала земјата. Ете, као што му е нареченото на човека, ќе го врвит.